Точно е тоа политички ајатолаху Мицкоски дека најголемата бугаризација на Македонија е земањето на бугарски пасоши заради економски бенефит. Заради економските можности што ги нуди европскиот пасош. Опремата што е набавена чини милиони, која што седи во магазин во Може и од време на Грујо да е. седи во магазин во ДЗС. Од време на Грујо ли? 5 години не ја дават. Еве господине Ајатолах Мицкоски, праше го тој на ДЗС, ботот, зашо не ја дава опремата на зашо ја чува и расходува. Значи подхитно одлука таа опрема да им се даде на сите пожарникари и доброволци веднаш. Може ја да дадам еден оф топик предлог? Ајде. Пошто нели големи комити се заветна слушаат Тодор Александров им во срцето нешто ќе те питам бабо и слично. Зашто катната гаража Беко, Београдска конфекција, карши штабот на ВМРО, не го вратат името што го смени Шилегов во Тодор Александров? Нели имаат мнозинство град Скопје, може одма да го вратат името назад. Па еве еден апел до градоначалничката, наследниот совет. Дајте да го вратиме името Тодор Наследниот Александров. совет нека им Она нека го даде предлог. Да бе, нека им предложи гаражата пак да се вика Тодор Александров. Па да видиме овие Дали ќе гласат? заветна што ја слушаат, дали ќе гласат или не. Да. Може? Да, Ако бе. треба, ние ќе го напишеме предлогот. И има и други. Катната гаража кај што се овие позади кај што е, како се вика, 26 јули што е крстија, таа беше Смилевски конгрес. Еве и за таа. И Смилевски конгрес да си го вратиме. Београдска конфекција, Тодор Александров се вика. Тодор Александров. И на Шилегов му се свиѓало поише Београдска конфекција од Тодор Александров. Па еве, дај да го вратиме. И друго, дај да го вратиме ќосето. Абе изгласана е одлука. Има дај да го видео вратиме за ќе се- пожарите бе. Ај пуштет, Пушти го, ајде, пушти нема Мицкоски батерија. каква кампања терал со пожарите. За овој што ми коментираш овдека дека ние мајта сме терале со пожарите и политика. Да видиме Мицкоски во 2021 година како правел политички спотови со пожарите за да добие некој глас плюс. Ај пуштете го спотот да видиме. Браво! Мицкоски, ова е на профилка Мицко објавено видео. И тачно Мицко, веќе никој не бара одговори од тебе, се бара одговорност. И сега не знам, овој Стојанче Ангелов беше ставен у спотов дека бил неспособен. Мицко, И од СДС. Мицкоски направил спот во кој што го пишал Стојанче Ангелов дека бил неспособен. И сега мој директор на ЦУК. Да не правам сега нецензурирани јудека.
Значи, ОПМ. Или Ја мислам дека ова видео не треба да се коментира, него да го пуштаме секојдневно во емисија по неколку пати. Нема реакции, се изгубија и тоа серија опозиција, друга опозиција. Може, ја мислам дека не бива држава од нас. ја би сакал пак уште едно оф топик да кажам, за бидејќи нели последна емисија до оваа сезона, да оставиме трага. Оваа што е албанкава Бебе Реджа. Добро. Нели излезе со изјава, нели, по потекло е од Дебар, или како што вика она Дибра, Комшика ми. да, и излезе со изјава дека Албанија, Косово, Македонија, Црна Гора и Прешево се за неа Албанија. Имаше голема реакција. Он има 12 милиона фоловери на тоа на Инстаграм. Имаше големи реакции, читав коментари, расправи, препукувања и така натаму. Меѓутоа, она што мене не ме чуди она што така кажува. Они се така воспитани, така ги воспитуваат од мали деца. Она е млада, колку е? 20 нешто години. Колку е? 20 нешто години. 30 има да, сигурно. Дошла нели у Америка живее и дошла да пее тука. И мене не ме чуди она што тоа го изјави. Мене ме чуди што македонските медиуми блиски до владата или до Белата палата. Знаеш какви текстови има? Познатата инфлуенсерка дојде и настапи на фестивал. Значи, уопште не ја коментираат изјавата. Дека зборува за голема Албанија отворено. Пред 12 милиона фанови. И ти што ги викаш тие колеги. Колеги? Тие се најобични платеници, да не, што викаш, користам мечка посериозни навреди. Напишеле, на тајм отворив, кластер си имаше формирано. И тие што се слободни медиуми зборуваат за реално како изјавата. И отворив, проверив, исчитав, ја најдов. А овие дошла она у Косово била на фестивал, пеела, многу била позната. Ни да спомнат. Значи, ној. Бутни е главата у песок, проблемот не постои, така? Никој нема да те види дека си тука. Брука. Пак се разгорело во Дојран, 3 куќи изгорени, пред 4 минути објава. Луѓе, нека ни е Господ на помош, Бог да ја благослови Македонија. Тоа е тоа. Паметните се учат на туѓите грешки, глупите не. И јас се ставам у втората категорија. Значи, нема потреба да брцнеме прст у штекер да знаеме дека ќе луте паструја. Ама си брцаме континуирано у штекер 33 години. 34. Тоа е. Не знам ја што понатака може да се искоментира. Значи, нефункционална е оваа држава. Овие ќе ја докусурат. Ќе ја докусурат.